Почитувани гледачи, добар ден. Го следите отвореното студио на телеканал А1. Во тека е изборната кампања во Македонија, поради тоа и темите на отвореното студио се посветени токму на изборната кампања и активностите на политичките партии. Пред да започнеме, уште еднаш сакаме да ве потсетиме дека телеканал А1 упати отворена покана до сите политички партии кои што имаат кандидатски листи во изборната единица 4 да бидат дел од отвореното студио. Наш денешен гостин е председателот на Демократската партија на србите во Македонија, господинот Иван Стоилковиќ. Добар ден, господине Стоилковиќ, и ви благодариме што се одзвавте на нашата покана. Со задоволство, благодарам што ме поканите. Веќе завршува втората недела од кампањата за предвремените парламентарни избори на 11 декември. Како прв човек на Демократската партија на србите во Македонија, кој во оваа изборна трка се дел од коалицијата за подобра Македонија, како ја оценувате досегашната кампања, одржаните средби, митинзи со граѓаните низ Македонија? Оваа кампања, впрочем како и секоја друга кампања, значи има веќе солидно политичко искуство кога станува збор за изборни кампањи, значи не знам колку години се во политиката, толку години учествувам на избори, така да од тој аспект значи искуството е присутно. Она што оваа кампања можеби ја разликува од претходните кампањи е послободниот начин на изразување и се по сериозните теми кои се отвараат од една страна и од друга страна она што како резултат на условно кажано на освојувањето на слободата на општествените мрежи, значи кои исто така станува дел од кампањата се случува, а тоа е таа поголема отвореност, односно послободен вокабулар и слично, што на некој начин ги оттежнува самите услови на работа од една страна, а од друга страна на некој начин па тоа не можете да го спречите, така да морате да се помирите и со тој дел од работите, така да оние кои се имаат условно кажано послаб стомак, многу тешко очигледно ги примаат овие работи, меѓутоа ние кои веќе подолго време сме во политиката и сме научиле дека работите доаѓаат и проаѓаат, а ветувањето што ги даваат пред граѓаните, она што го зборувате пред граѓаните останува. Како од една страна останува за вас како сеќавање дека се што се збореле треба да остварите, затоа што ако тоа не го остварите, сте зборувале пред телевизиски камери, материјалите се чуваат утре, секој ден ќе удира по нос некој дека многу работи сте ветли, а ништо не се заврши. Така да од тој аспект веќе последната недела од кампањата, кога условно кажано адреналинот е се поголем, скоро ке сите учесници во изборната трка, уморот исто така стига, се трудиме да ги завршиме работи до крај, да ги пројдеме скоро сите средини што постојат во Македонија, каде не викаат, каде сакаме сами да направиме значи исчекор во бирачкото тело. Јас моментално пред да дојдам во вашата емисија бев гости на неколку места широ Македонија, значи од Воландово, Јосифово, Богданци, Селемлија, село каде што живее српското население баш до границата со Република Грција. И оттаму дојдов во вашата телевизиска емисија, значи пренапрегнат политички програм, пренапрегнати активности, меѓутоа тоа е тоа. Колку сте задоволни од застапеноста на србите на македонската политичка сцена и како сте задоволни воопшто од исполнувањата на барањата и потребите на оваа група во Македонија? Знаете како, кога ќе почнете да зборувате за правата на припадниците на заедниците, мора да имате предвид дека тоа е можна осетлива тема и за коментар и за работа. Осетлива тема за коментар затоа што луѓето секогаш очекуваат повеќе, значи морате да внимавате што зборувате. А од друга страна е многу осетлива тема затоа што многу споро, во начело многу споро одат процесите кога станува збор за припадниците на помалите етнички заедници, затоа што во Република Македонија после Охридскиот рамковен договор работите скоро беа, сите работи кои се одвива во Македонија беа свртени кон задоволувањето на барањата на припадниците на албанската заедница. Некаде од 2006 кога дојде до промена на власта во Република Македонија, кога ВМРО ДПМН прв пат успеа да го победи Социјалдемократскиот сојуз на избори, па е 2008 година од кога ние станавме дел на коалицијата за подобра Македонија која предводи ВМРО ДПМН, има сериозен исчекор и напредок во остварувањето на правата на припадниците на заедниците во Република Македонија, што ќе рече дека ВМРО ДПМН се обиде на посериозен начин
отколку Социјалдемократскиот сојуз, да им приде на барањата и воопшто да ја го промени третманот кон припадниците на помалите заедници во Република Македонија. Затоа тука има сериозен напредок. Тој сериозен напредок не се огледа во тоа што јас овде ќе ви зборувам вас. Значи, тој сериозен напредок се огледа пред се, значи, од досудните поглавја кои Европската Унија ги цени кога станува збор за Република Македонија и добивање на кој знае која веќе позитивна препорака за почеток на преговорите со Европската Унија. Две точки се вржани за нас. Првата точка е унапредувањето на припадниците на помалите, на правата на припадниците на помалите етнички заедници, која е оценета од Европската комисија на многу високо ниво. И втората работа, тоа е регионалната соработка и стабилност, како ние, како припадници на српската заедница, успеавме во изминатиот период на највисоко можно ниво, значи благодарејќи на нас, сепак мора тоа да се каже, но сепак не може да каже дека и ВМРО ДПМН немаше учество во таа работа. Успеавме на највисоко можно ниво да ги дигнеме државните односи помеѓу Република Србија и Република Македонија. И тие две работи се нотирани во препораката на Европската комисија. Ако некој сака да наоѓа мани, он може да каже многу работи. Меѓутоа, објективните околности кои ние сме ги проценили на ваков начин, кои Европската комисија ги верифицирала, се тие и од нив нема бегање. Што се однесува само до припадниците на српската заедница, морам да кажам дека и ние исто така во рамките на коалицијата за подобра Македонија и во соработката со ВМРО ДПМН правиме сериозен исчекор. Го подобривме и нашето учество во јавниот и политичкиот живот на Република Македонија. Реализиравме бројни проекти за припадниците на помалите етнички заедници, вклучувајќи тука и Српската национална заедница. Ќе потстам дека скоро сите национални заедници во Република Македонија има својот национален ден. Тоа е благодарејќи, морам да бидам искрен, тоа беше наш проект, затоа што кога се зборуваше или кога се преговараше како да ги направиме овие работи и на некој начин да се доближиме до стандардите на Европската Унија по овие прашања, ВМРО ДПМН беше во коалиција со ДПА, кој имаше помалку пратеници тогаш во собранието од ДПА и му недостасуваше Бадентеровото мнозинство за да може да ги изведе реформите од областа на правосудството. Морам да кажам дека од 35 пратеници мојот глас беше 18. И одлучуваше за дали Македонија во тој момент ќе добие позитивна препорака од Европска комисија и дали ќе ги започне реформите во област на правосудството. Јас, иако тогаш бил во опозиција, го дадов својот глас и работите почнаа да се одвиваат на многу позитивна насока. Така да тој аспект секогаш има простор, значи и да се пофалите дека сте направиле нешто, меѓутоа далеку тоа да кажете дека се сте завршиле, затоа што во политиката работите никогаш не се завршуваат до крај. И кога вие во некогаш во главата ќе имате дека се сработиле не знам колку важна работа, во политиката работите функционираат на сосема подруг начин. Значи, тоа што на вас ви се чини дека померате планина, во суштина ја бришете само прашината од масата. Така. Кои се нивните очекувања од овие избори? Дали вие како партија изработивте програма со која ги поддржувате барањата на вашите членови пред да влезете во коалицијата за подобра Македонија? Знаете како, значи на многу средби широко Македонија значи се поставуваат многу прашања. Од граѓаните. Граѓаните слободно прашуваат, не е спорно. Меѓутоа, знаете како, обично генерално неколку прашања завредуваат сериозно внимание кога ќе прашат, па и вас малку ќе ве тераат на размислување. Така да слушам на многу места дека сме немали изборна програма, едноставно сме биле дел од коалиција и тука сме се шлепали. Не е точно. Ние имаме политичка програма која има 5 стратешки и 10 политички цели. Меѓутоа, тоа е само едниот дел од работата. Вториот дел од работата е коалициона соработка. Кога станува збор значи за коалиционата соработка со ВМРО ДПМН, за разлика од претходната коалициона соработка, ВМРО ДПМН кога ќе почне да пишува предизборна програма, се обраќа со нас до нас писмено и од нас бара да дадеме сугестии. Таму каде што живеат припадниците на српската заедница во Република Македонија, што ние предлагаме, кои проекти би можеле да се реализираат за да ми се помогне на локалното население. Јас морам да бидам искрен, ние како партија не можеме на тој начин да изработиме сериозна политичка изборна програма вржана за проекти, затоа што нашите капацитети не се толку многу големи за да можеме да правиме сами и проекти. Затоа ние ги доставуваме нашите инициативи до ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН ги вообликува во сериозни проекти, значи со мерни вредности внатре во проектот и како такви ги вградува програмата и подосно ние програмата, значи ја разговаравме, ја верифицираме и сврлеме што не може, што може и така. Така да тој аспект
таа сериозна соработка која почна да се одвива со ВМРО ДПМН дава сериозни резултати на терен. Еве јас сега доаѓам на пример од Селемлија, таму се им ветувале, не им завршиле, направиле темел луѓето на црквата, не им завршиле ништо. Ние мора да се појавиме сега да завршуваме нешто што е работа на некој друг, така да набавуваме материјал или слично. На некои места каде што ќе ни се обратат припадниците на српската заедница или барат, условно кажано, инфраструктурна реакција, значи канал за пушење или нешто слично, таму каде што имаме соработка со локалната власт, ги решаваме проблемите. Таму каде што немаме соработка со локална власт, решавањето на проблемите оди многу тешко и имаме проблеми после во комуникацијата со нашето граѓанство. Знаете како? Не можете да дадете луѓето да ми ветите, а да не им исполните. Тоа е првата работа. А втората работа, кога веќе сте ветили, поведете и завршите си работата што сте ја кажали. Така да тој аспект полно е со предизвици, полно е со, како кажам, захтевно е со многу барање, меѓутоа сепак на некој начин се одвиваат работите. Далеку од, знаете како, во политиката после повеќе прави едно правилото дека сите не можат да ве сакаат, а друго не можете сега да се работите што сте наумеле. Меѓутоа, битно е она што сте го ветели да го се работите или да покажувате нека сериозна намера да го доработите до крај, за да граѓаните почувствуваат дека во вас имаат партнер или сојузник со кого може да ги решават своите проблеми. И тоа е можеби најважниот дел од политичкото действување кога станува збор за луѓето на терен. Како го оценувате ставот со кој коалицијата предводена од СДСМ настапува на оваа кампања за отворање на уставот, двојазичноста, федерализацијата? Што тоа значи за националните интереси на Македонија? Па не рекли така, не знам сега. Знаете како, она што граѓаните кога гледаат, значи, знаете како, многу е лошо од било кој учесник во политичкиот живот да ги подценува граѓаните на Македонија. Значи, граѓаните во начало добро слушаат што ќе кажете. И многу тешко оди она приказ на сте кажали нешто, па после тоа не сум бил добро сватен, па не било така. Знаете како ова тоа што сега они се обидуваат на македонската јавност да кажат дека тоа што го рекле, не го рекле, потсетува на она бугарската тази дупка не е дупка. Тоа едноставно не оди. Знаете како? Во текот на кампањата сватија дека направиле сериозна грешка. Меѓутоа јас не сум на мислење дека е направена грешка случајно. Грешката е намерна. Знаете, кога вие зборувате за двојазичност, тоа воопшто не е спорно. И никој немаше да најде мана по албанскиот јазик во Република Македонија, од кога јас знам што од комунизмот се учи, децата учат, албанците учат училиште на албански јазик. Не е спорно воопшто тие тоа прашање да го отворите, затоа што со рамковниот договор и со уставните амандмани тоа прашање е апсолвирано, па дури закон донесуваме подоцна, за да прецизираме некои работи. Меѓутоа дека не станува збор за тоа. Че првата работа која можете да која веднаш некако ви оди на памет кога ќе се спомене такви работи е како некој му падна толку гениална идеја 15 години после рамковниот договор да ги отвара овие теми кои се затворени. Просто случајно во политиката нема. Тоа е првата работа. Втората работа што е многу битна, јас сметам дека терминот двојазичност или поемот двојазичност намерно е употребен заради тоа што повеќе пати во политиката кога ќе сакате да кажете нешто на најдиректен начин, тоа не го кажувате затоа што ви носи многу негативни поени, обично се закривате за некаква си флоскула за да можете да ги избегнете вистинските намери. Јас тврдам дека зад политичките изјави и отворањето на темата двојазичност во Република Македонија стои идејата за понатамошна политичка дестабилизација на Република Македонија и загрозување на мирот и стабилноста на Република Македонија. Тоа може да се види не само од изјавите на лидерот на опозицијата, туку тоа може да се види од изјавите на аналитичарите кои го поддржаа, а може да се види и од оние албанци кои, условно кажано, се ставија на страна на процесите кои би можеле да ја дестабилизираат Република Македонија. Така да некои изјави кои доаѓаат од таа страна веќе сами по себе делуваат застрашувачки. Така да тој аспект првата реакција, јас се зачудив, јас се спремам значи во оваа кампања на еден сосема друг начин водење на кампања, меѓутоа мојата прва реакција на првиот ден на избори беше реакција на изјавата за двојазичност.
Затоа што, знаете како, ако се отвора двојазичноста како проблем во Република Македонија, значи вие не можете албанскиот јазик во Република Македонија да го прогласите рамноправен со македонскиот без да извршите уставна промена. А да велите дека сакате да воведете двојазичност, а да не сакате да извршите уставни промени, просто не е точно, затоа што работите сосема поинаку. Тогаш зашто давате изјава дека сакате да излезете надвор од Охридскиот договор. Значи, излегувањето надвор од Охридскиот договор, кога станува збор за проширувањето на правата на албанците во Македонија врзано за албанскиот јазик, во суштина е барање за промена на Уставот на Република Македонија. Значи, кога го менувате Уставот на Република Македонија, вие отварате Пандорина кутија на се она што ја оптеретува Република Македонија, а за кој 15 години веќе работиме да го тргнеме од дневен ред. Значи, да се занимаваме со високи работи, со економија и други работи за понатаму ќе зборуваме. Значи, така да од тој аспект сметам дека не се загрозени само мирот и стабилноста на Република Македонија. Уште полошо. Загрозени се и другите помали етнички заедници, затоа што некаква си поделена, федерализирана или не знам каква веќе кантонизирана Македонија нема место за нас. А граѓаните на Македонија мора да бидат свесни дека во таквата, значи, некаква си визија на Македонија нема место ни за Македонија. Може би изгледа прехрабро изјава, меѓутоа, доколку им дадат шанса на истите, ќе видат дека работите сосема така. Значи, да резимираме. Јас гарантирам дека ниту еден граѓанин на Република Македонија, поготоа е дека сме во Струмица, во овој, значи, југоисточен регион, ниту размислувал, ниту е спремен албанскиот јазик да биде државен јазик во Република Македонија, равноправен со македонскиот и да своите деца, кога ги праќа во прво одделение, ги праќа да учат покрај македонски јазик, да морат да учат и албански јазик. Просто сметам дека тоа е општо расположение овдека во Македонија, од една причина, и од друга причина, значи, ние наместо да зборуваме за унапредување на образованието такво какво што е во Република Македонија, значи, му недостасуваат уште работи, значи, да размислуваме да се направат нови училишта, нови градинки, да се унапредува образовниот процес со нови техники, со нови методологии, со нови наставно-научни средства или не знам што веќе, ние треба да размислуваме сега. Во Струмица овдека да доведеме 50 професори по албански јазик, за да можат децата во основно училиште да ги учат. Просто некако ми изгледа неизводливо. Значи, идеја, и затоа се враќам на почетокот на моето тврдење дека идејата за правење на вакви работи во суштина не е идеја за двојазичност, туку идеја за радикализација на политичко-безбедносните прилики во Република Македонија и отворање на Пандорината кутија на Уставот на Република Македонија, која може да биде можна трагична по мирот и стабилноста на Македонија и по едината на Република Македонија во целина. Што очекувате од изборите на 11 декември? Прво, дали сметате дека ќе бидат прифатени како кредибилни од сите политички играчи и дали мислите дека ќе не насочат кон излез од кризата? Сите сериозни луѓе во Република Македонија и кои ќе тргнат да разговарат за изборите, имаат скоро сите со кои сум разговарал, имаат само едно прашање, а тоа е: има ли храброст тој што ќе изгуби изборите да му пружи рака на победникот и да каже: честитам на победата, ќе се спремиме идниот пат, ќе ја победиме. Или ќе навлеземе пак во серија на кукумавчења, да нешто да не им биде по право или немам појма, нешто како веќе смислуваат во нивните глави да реагираат после изборите. Очигледно е расположението на граѓаните дека е такво дека коалицијата за подобра Македонија ќе извојува убедлива победа. И затоа се овие сите наши активности, затоа се овие сите наши комуникации со граѓани и разговори и посети на терен, затоа што на Република Македонија, на коалицијата, значи вака да расчистиме, не треба на коалицијата за подобра Македонија 61 пратеник, 61 преку 60 пратеници и се потребни на Македонија, за да се избегнат сценаријата кои би можеле да се, условно кажано, стават во погон
за да се издействуваат било какви активности кои би можеле повторно Македонија да ја влечат назад. Значи, да бидеме во ситуација 2 години да не зборуваме за отварање на нови работни места, за донесување на нови странски инвестиции, да не разговараме за реализирање на проекти од патната инфраструктура. Еве се шетам низ Македонија, секаде се прават патишта низ Македонија. Така да тој аспект, значи, наместо да се занимаваме со вистинските работи, ние во наредниот период би се занимавале. Те уставни промени, те нешто рамковен договор, те нешто надвор од рамковен договор, те нешто двојазичност и слично, значи, што на некој начин би ја вратило Македонија уште поназад него што е во овој момент. Тоа може би на граѓаните во овој момент им изгледа дека не е така, меѓутоа јас ќе кажам, првата работа што ќе биде ако се случи такво нешто, ќе почне да доцнат пензии, па ќе почне да доцнат плати и ќе завршиме, односно ќе појдеме по патот каде што не би требало да одиме. Зошто го велам ова? Сега, знаете како? Република Македонија обично досега се обидуваше да ги следи скоро сите меѓународни трендови. Некако ми се чини дека опозицијата во Република Македонија не ги следи меѓународните трендови во последно време, затоа што некако разочарани од резултатите на изборите во Соединетите Американски држави, некако ми се чини дека почна да се однесуваат спротивно на она што беше зацртано или во она што би требало да биде некакви си идеја на политичка партија која претендира да биде власт. Јас само ќе ја потснам. Социјалдемократскиот сојуз на нас, србите во Македонија, не убедуваше дека они подобро знаат и нивната комисија за култура што е подобро за нас, србите во Република Македонија, без да разговараат со нас. На турците им рекоа дека на турците им рекоа дека се турскиот председател Реджип Тајип Ердоган е злочинец и така натаму, застана на страната на пучистите, иако Македонија има стратешки врски со Република Турција и една партија која претендира да биде власт во Република Македонија не смее да ги загрозува стратешките партнерства од проста причина што како ќе утре ќе разговараат со Ердоган. Мислам да не се шалиме, ова се многу сериозни работи во политиката, тие работи се паметат вечно. Кога во Соединетите Американски држави победи Доналд Трамп, ги прогласи американците малумни. А доаѓањето или победата на Доналд Трамп во суштина покажа само, односно ја релаксира меѓународно политичка сцена и покажа дека постојат нови правци во развојот на светските настани. Тоа може да се заклучи пред 15-20 дена зборувавме. Сирија, бродови, кои авиони каде летале, ги научивме градовите во Сирија, улици знаеме во Сирија кои се, на градовите, а не нешто друго. Значи се спремаше една војна, на некој начин од пошироки разбори. Гледате после победата на Трамп дека ниту во Македонија, ниту во светските медиуми веќе не можете да прочитате вест која е и близу до ратно-хушкашката реторика која претходно беше. Така да од тој аспект, значи, наместо да се оди со политика која ќе оди напред, која ќе решава проблеми, него се одлучи да оди со политика која ќе прави проблеми. Јас мислам дека граѓаните во Република Македонија се доволно смеси дека ќе одберат политика која сака да ги решава проблемите, а не политика која сака да отвара проблеми во Република Македонија и да ги држи проблемите назад. На крајот на краишта, 11 декември со хемиско пенкало или со хемиска оловка, како беше, граѓаните на Република Македонија ќе заклучат за каква политика се определиле. Дали се определиле за политика која некаде е најблиска до она што они го посекуваат, а тоа е пред се мирот и стабилноста, потоа отворање на нови работни места, странски инвестиции, правење патишта широм Македонија, реализирање на други бројни проекти, или ќе се определат за политика за враќање назад, а тоа е на отварање на болни прашања кои можат Македонија да ја вратат многу назад и на некој начин и да ја нанесат сериозна штета и на внатрешен, меѓутоа и на меѓународен план. Господине Стоилковиќ, јас уште еднаш ви благодарам што бевте наш денешен гостин. Се надевам дека еве повторно во некоја наредна прилика ќе имаме можност повторно да разговараме. Ви благодарам што ме поканите. А вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Се гледаме повторно во наредното издание на Отвореното студио со нов соговорник. Останете со програмата на телеканал А1. Пријатно!